7 часот и 32 минути, време е и за првиот разговор во Македонија наутро, а следната тема е особено важна затоа што на некој начин ни го спинува потполно секојдневието и функционирањето на институциите. За таа цел утрово во студио ни гостува министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Благодарам за гостувањето и добро дојдовте во Македонија наутро. Следната тема која што ја започнуваме е навистина особено значајна затоа што ни најавува дека ќе има позитивни промени и нешто на кое што граѓаните често знаат и да се пожалат, а тоа се функционирањето со институциите. Па за почеток првото прашање што точно значи оваа промена и како ќе ни го промени секојдневното функционирање? Да, изминатата недела го промовиравме документ менеджмент системот. Тоа е систем кој што постои подолго време, но за жал не беше користен од многу институции. Станува збор за систем кој што јас го нареков водовод на администрацијата. Не нешто што е видливо, не нешто што луѓето го гледаат секојдневно, но нешто што значи поврзаност на институциите и нивно прифаќање меѓусебно на документите кои што ги произведуваат. Во моментов е постоечки систем во 20 институции, но за жал станувало збор за систем кој што имал само еден аспект, а тој аспект е архивирањето, а не и аспектот на продукцијата на документи, на електронски подпис, на електронски печат, на електронска комуникација помеѓу институциите кога ќе произведат определен документ. И токму на тоа се посветивме изминатиот период, како да го стабилизираме овој систем кој што не треба да биде само електронско архивирање на определени документи, туку треба да значи и нивна продукција и комуникација на институциите помеѓу себе. Да, колку институции во моментов се вклучени во системот, меѓутоа може би поважно прашање како ќе тече нивното проширување, односно приклучување. Интересот беше голем на институциите, иако, како што кажав, 20 од нив веќе се приклучени на системот последните 3-3,5 години. Во најава само за овој период од 1-2 месеци од кога стартувавме со промените, се отприлика околу 5-6 нови институции. Нашата обврска со реформската агенда е да на овој систем бидат приклучени сите институции, ние ги нарекуваме органи на државна управа, според законот, тоа се министерства и сите агенции. Што значи дека треба да стигнеме до бројката од отприлика околу 200. Но поважно за нас е да тие институции кои што ќе се приклучат навистина видат бенефит од приклучувањето. Постои интерес сериозен од институциите и мислам дека во наредниот период до крајот на годината ќе имаме 10 до 15 нови институции. Како ќе тече периодот, очекувам дека како ќе расте задоволството на институциите од системот, затоа што навистина немаше големо задоволство и корисност, така ќе се зголемува и бројката на институции. Да. Очекувате зголемување на бројот на институции, меѓутоа пак колкаво намалување на хартиените документи и административни трошоци очекувате во првата година од имплементацијата на Јас кажав, во Министерството за дигитална трансформација ние ќе одиме на 0 хартија од 1 октомври. Прилично амбициозен рок поставив, затоа што мислам дека како министерство сме поподготвени, да речеме и од бројка на луѓе и од бројка на документи кои што ги продуцираме. И очекувам дека хартијата ќе се намали во нашето министерство за отприлика околу 80%. Веднаш по имплементирањето целосно на системот. Очекувам дека другите институции ќе следат, затоа што навистина ова е нешто што е придобивка и за нив. И очекувам дека во првата година ќе имаме барем намалување на 40 до 50% на продукцијата на хартија. Јас често го давам примерот со подпишувањето на решенијата за одмор за определен вработен во јавната администрација. Граѓаните можеби и не знаат да отиде на одмор, што е редовно право кое што сите го имаме. Му се потребни 4 хартиени документи да ги поднесе, а ние поднесуваме исто така 4 хартиени документи како решение. И секој од нив има по 2 страни во решението, што значи дека десетици хартиени или листови, десетици хартиени документи ние продуцираме за едно решение за одмор, макар било и од еден ден, слободен ден или така натаму. Се надевам дека затоа што првиот модул кој што ќе користиме ќе биде модулот за одмори, дека барем во овој дел драстично ќе намалиме хартијата и тие бюрократски процедури кои што се внатре во администрацијата, граѓаните не ги чувствуваат, но многу ја обременуваат администрацијата. Се заборавило, се изгубило, завршило во погрешен сектор или погрешна институција. Вчера, например, имав 7 пратки кои што стигнале до министерството, кои што не биле за нас, биле за друга институција.
Така што се надам дека овој момент ќе ги успееме да го надминеме. Да, ова веќе што го потенциравте дека често знае да се случи некој документ да залута некаде низ системот, тоа се и реакциите генерално од граѓаните дека биле пратени од еден во друг сектор, некаде им се изгубил документот, поминува многу време, дали тоа директно нивке им го решава тој проблем? Граѓаните дури се станати скептични дека тоа станува збор за злоупотреба од страна на институциите. Јас и искрено влегувајќи во администрацијата од приватниот сектор, не го очекував тој елемент и јас влегов со таа скепса дека можеби намерно се чува определен документ за да сватам многу брзо дека многу сериозен дел од документите навистина се губат. Навистина се заглавени во пошта или стигнале во погрешна институција или пак навистина во архива се загубили или некаде во постапка и дел секако ќе се сложам со граѓаните дека станува збор за злоупотреба. Кога некој сака определен предмет да речеме блокира или да не го пушти во оптек, тогаш навистина станува збор за злоупотреба и тоа постои. Со овој модул кој што го развиваме ќе имаме и следливост на документите. Ако поднесете предмет во нашето министерство, ќе знаете до каде во која постапка е токму вашиот предмет и се надам дека ова ќе можеме да го имплементираме од почетокот на следната година. Да, спомнавте во однос на злоупотребите, па верувам важно за граѓаните колку е безбеден целиот систем, каде таму ќе се чуваат сите податоци, дали едноставно се заштитени во однос на нивните лични податоци. Граѓаните се целосно заштитени. За жал, системот и многу од системите на кои што работиме подолго време немале заштита и не се грижела архитектурата на системот која биле развивани за делот на безбедност. Оно што прво го направивме за овој систем, знаејќи колку документи продуцира, колку документи чува во себе, е да видиме која е заштитата на системот, која му е неговата сајбер безбедност. Јас минатата недела ги добив првите извештаи. Не беа солидни, затоа што долго време немало грижа за овој систем. Се надминуваат веќе ризиците кои што постоја. Од различно ниво беа ризиците, 1-2 беа поголеми ризици, другите помали, но прво ги надминуваме, па потоа одиме со целосна имплементација. Граѓаните треба да бидат спокојни затоа што навистина овие системи се грижиме да бидат по најнова методологија заштитени и податоците ќе бидат чувани на клауд, на облак, кој што е во одржување на министерството, што значи дека се тука податоците, нема да бидат на некоја друга локација и мислам дека ќе имаме сосема безбеден систем кога ќе започнеме со посериозно користење на истиот. Да, веќе над 246.000 граѓани користат дигитални услуги. Како ја коментирате оваа бројка? Дали е на задоволително ниво или се уште треба да се подигнува јавната свест? Јас ќе бидам задоволен кога ќе имаме 1,6 милиони корисници на порталот. Тоа значи дека секој граѓанин ќе има свој кориснички профил. Почнавме од бројка од околу 120.000. Минатата година стигнавме практично јуни месец минатата година околу 100.000 корисници. Денеска имаме 180.000 корисници конкретно на порталот, а околу 240.000 како што кажавте за сите портали кои што се поврзани со нашиот портал за услуги. Задоволен сум од растот, од бројката секој ден и секој месец, но не сум задоволен од севкупното користење. Нашиот таргет беше да дигитализираме бројни услуги, а сега таргетот е да се фокусираме на услугите кои што се најкористени од граѓаните, што ќе значи поголем број на граѓани да го користат порталот. Промовираме навистина услуги кои што се потребни. Јас често го кажувам уверението за државјанство кој што претходно ви требаше минимум неколку дена да добиете уверение за државјанство, еден многу едноставен податок и уверение, сертификат или потврда. Сега тоа го правите за 1 минута. И таа разлика која ќе ја донесеме до секој граѓанин за секоја услуга која што му е навистина потребна, тогаш ќе имаме и многу поголема бројка на граѓани. Еве услуга која што често ја промовирам, тоа се ваучерите за ИКТ уреди за младите, особено за оние кои што се студенти, и мислам дека таа услуга, затоа што е на порталот, ќе ги привлече младите особено да го користат повеќе портал. Секако многу поедноставно за нив. Сега во целата оваа дигитална агенда која што ја имате, најавивте дека Министерството ќе изработува и веб страници за сите општини. Каква ќе биде структурата и како ќе се поврзат тие платформи со државните електронски услуги? Наследивме, важно да се каже, една раслоена ситуација. Општини кои што влегле во некаков проект меѓународен или општини кои што имале пристап до повеќе средства, успеале да направат добри своји платформи. За жал, дел од општините
јас би рекол поголемиот дел, ја немале таа можност и за жал немале простор да се развиваат во дигиталниот свет и почнавме од буквата А, од почетокот. Затоа што ставот мој беше, може да развиваме внатрешни системи на општините, може да развиваме услуги, ако граѓанинот кој ќе ја посети веб страницата не се чувствува доближен до администрацијата, не сме завршиле работата. И затоа планот ни е да развиваме воедначени, унифицирани веб страници за општините. Ќе распишеме јавен повик на кој што може да се пријават и на тој повик ќе детерминираме кои општини имаат најмногу потреба од ваквите веб страници, ќе ги изградиме за нив и ќе ги доставиме на користење и ќе се грижиме за нивното користење една година, за да имаат време општините да се подготват за втората фаза во која што сами ќе се грижат за своите профили, портали и истите целосно ќе бидат интегрирани и поврзани со националниот портал за услуги, за кој што преку еден меѓународен проект со UNDP и со швајцарската влада работиме на развој на 10 најкористени услуги за првата тура 10 општини кои што се подготвени да ги имплементираат. Практично планираме да го видоизмениме начинот на кој што граѓанот комуницира со општината, а тоа е доближување на услугите, на информациите, на податоците до секој граѓанин. И на овој начин сме сигурни дека тие општини кои што ќе ги користат нашите веб страници, ќе ги користат услугите се целосно заштитени. Нема да се грижат самите за истекување на сертификати, на целокупната заштита на системите и вториот дел ќе направиме модерни веб страни кои што се лесни за користење. Да, споменавте веќе дека некаде главната цел во однос на дигитализација на општините е граѓаните да имаат полесен пристап, односно да се направи некое доближување до самото функционирање во општината во која што живеат. Дали тоа значи дека на тие платформи ќе можат да пријавуваат проблем, да следат нови проекти и едноставно да избегнат она комуникација во живо, односно да сепак мораат да отидат до општина? За тие кои што ќе сакат, да. Ние и до сега имавме 2 или 3 платформи кои што веќе постојат за пријавување на проблеми. За жал, барем општините така коментираат дека не осознаваше следливост. Вие ќе пријавите проблем преку апликацијата, дури ќе го фотографирате, и потоа општината нема начин како да ви одговори, како да го разреши барањето или не стигнува до вистинската личност во општината. Нашиот план е да овој систем биде целосен, во кој што вие и добивате услуга, и се информирате, и можете да вратите информација или да пријавите некаков проблем, така што мислам дека со завршување на овој процес ќе успееме да имаме општини кои што се респонзивни на проблемите на граѓаните. Да. Имате идеја за единствена најава, односно ќе ни објасните во продолжение што точно значи да си најавен, односно закачен веќе на системот и што може граѓанинот да направи со само едно пријавување, односно најавување на платформата. Јас тргнав од анализа дека и самиот дома имам десетина кориснички имиња и десетина пасворди и често ги заборавате и имам една тетрадка каде што си ги запишувам сите. Сега и Google тоа го планирал, па тој пасворд менеджер стои на платформата, но не секој знае да го користи. И замислете го ова дека државата го има 2 пати повеќе од колку што го имате приватно. Што значи дека секој портал за услуга или за информација на државата имал свој начин на најава. И јас често кажувам, ако имате, да речеме, вашите потекнуваат од некој град од Македонија и треба да платите данок, плаќањето данок таму е со нова корисничко име, со нова лозинка, користењето на државните услуги се со ново корисничко име, нова лозинка и тоа е пресложено за секој од нас и не е возможно да ги запамтите сите можни кориснички имења и пасворди. И затоа државата развива еден единствен систем на најава. Тој постоеше и претходно, за жал го користевме само 2 институции, ние и Управата за јавни приходи. Но со многу сериозна работа со институциите, ние работиме на тоа да независно на кој портал се закачите во државата, на секој од нив имате ист систем на најава и ве памти системот. Не треба однова да правите лозинка и корисничко име, така што со добра работа со Управата за јавни приходи првенствено, потоа со Фондот за здравство, Министерството за образование, веќе развиваме начин на кој што не треба 3 пати, 4 пати да се најавувате. Единствена, да речеме, забелешка или го чувствувам како прашање од граѓаните е дека треба да отидете во Центарот за услуги еднаш, да го верификуваме вашиот идентитет и потоа веќе користењето е без посета на ваквите
центри, а тоа го правиме за заштита на граѓаните. Оние кои што веќе се верификувале во Управата за јавни приходи за поднесување даночна пријава, не треба тоа да го прават, но за сите останати ќе треба еднаш да отидете во центрите за услуги за да ве верификуваме како идентитет и потоа можете да го користите вашиот профил. Да, кога станува збор за дигитализацијата, каде сме во однос на регионот? Дали напредуваме или можеби треба се уште повеќе работа со оглед на тоа што вештачка интелигенција, сајбер безбедност, дигитални вештини, тоа се три огромни полиња на кои што навистина треба да се внимава, па ете до каде сме во однос на државите од соседството и регионот. Дали гледате напред? Бевме навистина назад. Последните податоци кои што ги гледав се застарени и не позиционираат нигде на средина, но земејќи предвид што се направи последнава година, од 80 услуги на порталот сега имаме 200. 120 нови услуги кои што ги промовиравме, од кои што најголемиот број се најкористените услуги за граѓаните. Истовремено со зголемената искористеност на овие портали, добрата работа во телекомуникацијскиот сектор за покриеност со интернет, со супербрз интернет, со кабловски интернет, кој што е оптика, што значи побрз интернет и во домаќинствата, мислам дека успеавме да позиционираме Македонија да ги предводи овие процеси во регионот и она што ќе го најавиме на дигиталниот самит, веќе го искористам и ова учество во вашата емисија да го најавам на 1 и на 2 октомври организираме дигитален самит на Западен Балкан, со што го позиционираме Скопје и Македонија како носители на процесите на дигитализација во регионот и каде што ќе бидеме домаќини на сите држави од Западен Балкан, каде што ќе покажеме што сме направиле, а главно ќе ја промовираме мобилната апликација за лични документи на граѓаните и главните услуги. Јас ја нарекувам мобилна супер апликација затоа што планираме, како што го кажав, системот за единствена најава да и апликацијата биде едно место каде што ги добивате сите услуги од државната администрација и мислам дека на тој начин ќе ја позиционираме Македонија како лидер во овие процеси во регионот. Прават напори и соседите, морам да признам, но тие напори се позитивни и мислам дека таа конкуренција меѓу нас ќе придонесе за уште повеќе услуги, подобар пристап кон дигитализацијата и навистина нешто што ќе значи заштитен пристап до нешто што е побрза и поефикасна услуга за граѓаните. Министре, благодарам многу за издвоеното време утринава и за денешното гостување во Македонија на утро. Се надевам дека сите овие одговори во однос на вашите планови во однос на дигитализацијата во Македонија ќе бидат корисни за нашите граѓани. Благодарам многу на можноста, на поканата и ги поздравам вашите гледачи во утро.